Голем број од македонските компании се соочуваат со недостаток на стручен кадар и работна рака. Во услови кога цела Европа се наоѓа во тешка ситуација, не само што се трудиме да испливаме, да нема отпуштање од работа, туку инвестираме и во нови технологии, зашто повеќе од потребен ни е кадар, велат бизнисмените. За премостување на овој голем проблем, тие сугерираат државата да овозможи работно ангажирање на пензионери. Новиот предлог закон кој во собраниска процедура предвидува само вработените, студентите, помладите од 18 години, странците со регулиран престој во земјава да можат да работат сезонски работи во одредени дејности, без при тоа да ги изгубат приходите кои ги добиваат од државата како пензија, стипендија или помош од државата. Проблем имаме со стручен кадар, затоа мислам треба да се направи една иницијатива да се дозволи на пензионерите после 64 години дека можат да останат на работа нормално со давачки кои што следуваат, затоа што луѓето во најзрелите години ги пуштаме да седат дома, а стопанството се судират со недостиг на кадар. Од друга страна, владата и Стопанската комора на Македонија се обидуваат нашиот млад кадар кој што има големи амбиции и може да придонесе за унапредување на македонската економија да го задржи тука, овозможувајќи им достоинствени услови за работа и финансиски стимул со убави плати. Ќе работиме на една платформа за враќање и спречување на одливот на мозоци од Македонија, на една конкретна работа која што можам да кажам дека е алфа и омега на опстанокот, ако заеме дека луѓето се тие што ја движат и економијата и државите, а објектите без луѓето се ништо. И опремите. Така да тука мислиме дека треба практично со тоа да се поттикне економската активност во државата да би можело да се задржат младите луѓе. Ова е голем поттик за да можеме да ја задржиме економската активност и во вакви тешки времења да бидеме подготвени да ги сочуваме тие кадри кои имаат направено евидентен напредок во западните земји и диаспората, додава Азески. Во тој поглед, Стопанската комора вели ќе партиципира еднакво како владин партнер, а во наредниот период ќе се подготви базата на податоци за сите заинтересирани, кои што во последните 2 месеци масовно се јавуваат во комората и прашуваат кои се условите и привилегиите кои ги нуди државата за нивно враќање дома.